Со одлука на Сенатот на Бразил, председателката Дилма Русеф е суспендирана од функцијата првично на максимално 180 дена, а нејзините должности ги презема нејзиниот противник, заменик председателот Мишел Темер. Во периодот на отповикување на Русеф, Сенатот низ процес треба да разјасни дали досегашната председателка ги прекршила буџетските правила за да обезбеди свој реизбор во 2014 година. Таа го негира обвинението и зборува за обид за пуч. Ако Сенатот по процесот се изјасни со двотретинско мнозинство против Русеф, таа дефинитивно ја губи функцијата. Во многу градови во Бразил се одржуваат масовни собири кои ја прославуваат оваа одлука на Сенатот, но во исто време се организираат и протестни собири кои ја поддржуваат председателката Русеф. Поддржувачите на председателката фрлале со димни бомби и шишиња кон полицајците, при што неколку се ранети и тие се одведени во болница. Протестите на поддржувачите на Русеф, кои бараат да се укине процедурата за нејзин импичмент, се одржаа и во Сао Пауло и Рио де Жанеиро. Противниците на Русеф исто така организираа своји маршеви. Имаше неколку судири меѓу двете групации, но нема повредени. Бразилската полиција употреби солзавец во судирите со приврзаниците на председателката Дилма Русеф, кои се собраа на протестен марш пред Сенатот во главниот град. Привремениот председател на Бразил, Мишел Темер, го повика населението да застане зад неговата влада на национален спас. 75-годишниот центрист Темер, кој со најголемата земја во Латинска Америка управува во насока кон повеќе отворена пазарно-пријателска политика, им порача на граѓаните да имаат доверба и дека ќе се надмине актуелната криза во земјата предизвикана од длабоко економска рецесија, политичка нестабилност и корупција. Мојот прв збор за бразилскиот народ е зборот доверба. Имајте доверба во вредностите кои го формираат карактерот на нашиот народ, во виталноста на нашата демократија, доверба во закрепнувањето на економијата и потенцијалот на нашата земја во незините општествени и политички институции. Досегашниот заменик председател ја презеде председателската функција откако Сенатот гласаше за отстранување од функцијата на Дилма Русеф во рамки на процедурата за импичмент. Демонстрантите во Сао Пауло немаат доверба во Темер. Тие носеа транспаренти на кои пишуваше Одиси Темер и Темер никогаш. Ова е државен удар. Денес на капитализмот нема е потребно оружје, ниту пак многу војска. Се што ни треба е антидемократско судство. Затоа ова се случи. Луѓето кои протестираат покажуваат дека сите не се согласуваат со владата и дека не гласале за привремена влада, а тоа не се почитува. Поради борбата за власт во земјата, со трета по големина светска економија, со недели се одржуваат делумно насилни протести. Мнозинството од народот, според анкетите, е за отповикување на Русеф. Бразил инаку се наоѓа во најтешката економска криза во последните 100 години.